Нова тема на која што анализираме и со гости овде во студиото 3 на Македонската телевизија, но и на линковските вклучувања, па и вклучување на Skype. Наводиме се ред. Колешката Симона Илиевска дава вовед во темата на која што ќе говориме. Секоја година на 4 декември се одбележува Денот на дивиот свет. Овој ден се одбележува од 1986 година по иницијатива на неколку меѓународни организации чиј фокус е заштита на природата, со цел да се истакне потребата од зачувување на природните живеалишта и да се успори уништувањето на дивите животински и растителни видови. Секоја година се повеќе има потреба да се потсетува јавноста за важноста на екосистемите и за заштита на видовите диви животни кои се под закана од изумирање. Со оглед на тоа што илјадници видови исчезнуваат поради човечката активност, уништување на нивните живеалишта, климатски промени и нелегалниот лов, овој ден е можност за потикнување на одговорно однесување кон природата. Законската заштита на дивиот свет вклучува усвојување на меѓународни договори, со што се регулира трговијата со загрозени видови. Заштитените подрачја, како што се резервати, национални паркови и живеалишта, обезбедуваат места каде животните може да се размножуваат и да обстојуваат. Едукацијата на јавноста преку кампањи и образовни програми ја поттикнува свеста за заштита на природата. Рехабилитацијата на загрозените животни преку спасителни центри и програми игра клучна улога во нивното спасување и обновување на популациите. Македонија со своите природни богатства е дом на бројни ендемски видови. Меѓу нив се македонскиот рис, еден од најретките големи предатори во Европа, снежната саламандра, која се среќава во високите предели на Шар планина, преспанската пастрмка, која живее само во Преспанското езеро, и охридскиот рак, ретко водно животно, кое се наоѓа исклучиво во Охридското езеро. Овие видови представуваат драгоцен дел од биодиверзитетот на Македонија и потребна е нивна заштита. 4 декември е повик за заедничко дејствување. Со зачувување на дивиот свет ги заштитуваме и нашите сопствени животи, бидејќи здравите екосистеми се основа за чист воздух, вода и здрава храна. Наша одговорност е да го почитуваме и да го зачувуваме природното богатство за идните генерации. Балканскиот рис, кафеавата мечка, волкот, видрата, белоглавиот и египетскиот маршоедец, змии, гуштери, желки, жаби, но и многу растенија, птици и габи се дел од националната црвена листа во Македонија, затоа што од година в година нивниот број се повеќе се намалува. Но тоа се случува и глобално. Црвената листа на загрозени видови опфаќа над 8400 дива фауна и флора. На над 1 милион видови им се заканува истрабување. Пличена повеќе на Меѓународниот ден за заштита на дивиот свет со Деспина Китанова од Македонското еколошко друштво да проговориме токму на оваа тема. Деспина, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро утро. Причините за намалување на биодиверзитетот се многубројни, од деградација на природните живеалишта, прекумерно користење природни ресурси, климатски промени до незаконита трговија и убивање на дивите видови. Последниот извештај за животот на планетата на Светската организација за заштита на природата ни покажува дека во последните 50 години популацијата на цицачи, птици, риби, водоземци и влекачи се намалила за дури 68%. Ова е алармантен податок. Да, алармот е кренат на највисоко, на вистина, во однос на биолошката разновидност, односно присуството на видови од дивата флора, фауна, габите и така натаму. Всушност, резултатот на овој аларм е нашето човечко делување на планетата Земја. Секако дополнително со климатските промени, ние предизвикуваме некако убрзано намалување на дивиот свет, уништување на живеалишта, со нашето живење на планетата Земја, изградба на нови инфраструктура, градови, патишта, дополнително користење на ресурсите, загадување на водите, сечење на шумите, значи сето тоа предизвикува да се намалат живеалиштата на дивите видови, а од друга страна, значи со загуба на некој вид ние го кинеме синџирот на исхрана, кој што е многу важен во природата. Дивите видови не живеат самостојно, изолирано, тие се во постојана интеракција едни меѓу други, исто така и ние сме во интеракција со нив, ние ги користиме нив за храна, за облека, за градежен материјал и така натаму, за простор каде всушност ние ги делуваме, односно каде живееме, дополнително нели да обезбедиме електрична енергија, чиста вода и така натаму. Сето ова всушност заедно со земјоделството кое што е многу интензивно во последните години доведува до се поголеми загуби на дивиот свет.
Вистина се прават истражувања на светско ниво и заклучено е дека во голем пат е биолошката разновидност. Од 70-тите години пак до сега процентот е тој што го кажавте и тоа најмногу се однесува на Јужна Америка, Африка. Ние за среќа како континент имаме помал процент на загуба на биолошката разновидност, но алармантна е ситуацијата во глобални рамки, затоа се подготвуваат глобални законски основи, законски рамки кои што треба да доведат до подобрување на состојбата. Всушност и тоа веќе треба да се вклопи во сите секторски политики. Иако мислиме да спина дека ништо не на засега директно на нас, сепак уништувањето на дивиот свет, на екосистемите, на живеалиштата влија и на нашиот опстанок. Сакале да признаеме ние или не? Токму така, да. Ние сме, како што кажав, ние сме нераскинлив дел од природата и ние сме животински вид на највисокото скалило. Ние ги користиме сите диви живи организми реално. Дали е тоа заради храна, рековме ради лекови, значи најголем дел од фармацевската индустрија користи природни материјали и тие се најценетите лекови. Значи мораме да ги почитуваме за да можеме да ги користиме понатаму. Понатаму зошто ние зависиме од биолошката разновидност? 14 видови, диви видови ние ги имаме препитомено како домашни животни, но се уште ги користиме и дивите животни. Да не заборавиме дека ние се рехабилитираме во природата, духовноста исто така ја поттикнуваме, ја унапредуваме заедно со природата, таму црпиме инспирација дури и за сите оние творења, а дури и за технолошкиот развој. Да речеме, вилинските кујнчиња били инспирација за да се направи хеликоптерот, птиците за да се направи авионот. Значи, ние учиме постојано од нив како всушност да си го олесниме нашиот живот, како да технолошки да се унапредиме и затоа треба да ги почитуваме законите на природата, да знаеме повеќе за овие врски, да знаеме повеќе за живите организми, како всушност да ги одржиме во една рамнотежа за да бидеме ние во хармонија со нив. Каков е впечатокот, колку во пракса се превземаат мерки за заштита на дивиот свет? Бидејќи со сите кризи кои што се соочува човештвото, некако оваа тема како да е ставена на маргините, барем така делува кај обичниот граѓанин. Токму така, иако многу години наназад, може да кажеме и векови, првиот национален парк Јелоустон бил направен во 1872 година. Нашиот национален парк Пелистер е прогласен во 1948 година. Значи, уште од давнина веќе луѓето биле свесни дека ние треба оние диви предели на планетата Земја да ги зачуваме, да бидат лаборатории од каде што можеме да учиме и односно места каде што ствари вистински ќе видиме како всушност природата самостојно се развива и се еволуира. Да. Од друга страна, направени се многу документи кои што се однесуваат на уредувањето на природата, односно користењето на природните ресурси, зачувувањето на природните вредности. Имаме црвени листи, ги спомнавте за заштита на диви видови. Тие направени се проценки на голем дел од дивиот свет, кај што веќе имаме конкретни документи кои што ние, особено како биолози, како еколози, мораме да ги следиме, не само за да дадеме препораки за нивна заштита, дури и да се вклучат во сите оние студии за оценка на влијание врз животна средина од разноразни инфраструктурни објекти, односно активности. И затоа треба многу добро овие документи да бидат транспонирани во нашето законодавство, за да можеме релевантно да ги вклопиме во економскиот, социјалниот развој и да ги почитуваме како наше национално природно богатство. Ние сме мала земја, но изобилуваме со екзотична, како да кажам, природа, мозаични екосистеми кои што се наоѓаме на просторот помеѓу континенталната и медитеранската клима, каде што имаме мешање на видови и од континентален и од медитерански карактер. Тоа целото доведува да ние имаме една богата флора и фауна, специфична, која што треба да ја цениме како наше национално богатство, како што ги спомнавте, рисот, пастрмката, имаме голем број на растенија и така натаму. Со какви документи е заштитено се во ова што го споменавте? Што вели домашната пракса? Законот за заштита на природа е основниот закон, законот над сите други законски основи, кои што треба да се почитува. Министерството за животна средина и просторно планирање е релевантниот надлежен орган за спроведување на законот, но и многу други институции. Донесени се и други закони кои што се во корелација и поддршка на законот за заштита на природа или пак некои други помали акти и така натаму. Законот за ловство го уредува користењето на дивечот,
Тој исто така треба да биде во корелација со Законот за заштита на природа, иако се однесува само на дивечот кој што се користи. Понатаму, сите други секторски политики, Законот за земјоделство, шумарство, дури и енергетика, мора да ги вклопат начелата за заштита на природата. Тоа веќе се налага од Европската унија, така да ние веќе работиме како држава на прилагодување на законските основи. Можеби треба да работиме повеќе и на нивна реална и правилна имплементација, да ние како граѓани реагираме доколку нешто некоректно се однесува, да нели имаме активизам и од како граѓански сектор, за да всушност ја поттикнеме она правилна насока на развој, одржлив развој, како што нели денеска го нарекуваме. Така. Социјалните мрежи се преплавени од фотографии кои укажуваат на нелегален лов. А ако не се согласувате со мене, може и да ме коригирате, но кога зборуваме за нелегален лов и многу човечки животи тука се ставени на коцка, бидејќи не е регулирано, сме имале многу пати инциденти несакани. Кој е тука надлежен и колку ова представува проблем за дивиот свет? Ајде, ако не мислиме за човечките животи, да зборуваме за дивиот свет. Дивиот свет, односно дивечот, кај нас е уреден со Законот за ловство. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е надлежно за имплементирање на законската рамка, инспекторатот, секако сите обвинители, суди и така натаму, но и концесионерите на ловишта имаат обврска да го спроведуваат, да донесуваат планови за користење на дивечот и истиот да го имплементираат соодветно со почитување на законските основи. Кратство, да речеме, како рековме? Ловократство, да. Ловократството е присутно насекаде, присутно е и кај нас, секако, но не би ја коментирала сега во овој момент нели таа тема, бидејќи задираме во некои делови каде што ни требаат повеќе информации, се спроведува законската рамка, имаме некои инциденти, но тие секако нели се зауздени од институциите. Лани фокусот на одбележувањето, ако се сеќавам на светскиот ден на дивиот свет, беше ставен на партнерствата, односно соработката на сите нивоа за да можеме да имаме успешна имплементација. Во тој контекст, за да имаме успешна имплементација во Македонија, кои се алки треба да бидат вклучени во заштитата на дивиот свет? Буквално треба сите да бидат вклучени од нели ние како граѓани, а дополнително институциите кои што имаат обврска да ја штитат природата, да ги спроведат законите и пак ќе се навратам на институциите кои што се задолжени за локалниот или пак економскиот национален развој. Неминовна е соработка помеѓу сите сектори, природата е медиум каде што сите ние делуваме, живееме, се развиваме индустријски, технолошки, ги користиме ресурсите и неминовно е да има една меѓусекторска соработка помеѓу сите институции кои што треба да ги градат, да го развиваат општеството. Македонското еколошко друштво работи доволно во однос на заштитата на природата, давање на насоки, коментари за унапредување на законските основи, за подобро имплементирање на законските основи, но и работиме на воспоставување на нови заштитени подрачја, каде што се трудиме ова меѓусекторска соработка да биде зајакната, да можеме да ги седнеме на маса луѓето кои што и недоволно нели ги познаваат процесите во природата, еколошките функции на екосистемите, за да можеме да дискутираме подетално зошто е потребно навистина да се почитуваат начелата на природата и зошто е потребно да ги вклопиме, особено оние кои што се диви, загрозени видови во развојните политики на државата, за да ги зачуваме и за да можеме да ги користиме како ресурс долгорочно, како што викаме. Исто така, во оваа година пак светскиот ден на дивиот свет е поврзан со дигиталната технологија, иновативни дигитални технологии во заштитата на природата. Значи, ставен е акцентот на оној технолошки развој кој што нас ни овозможува да ние подобро се едуцираме за природата. Гледавме и на видеото пред малку снимки со дронови, добри камери, значи можеме да нурнеме во длабочините на морскиот свет да разбереме какви се односите и што се случува таму.
Колегите мои работат на Балканскиот рис, поставуваме фотозамки, повеќе дознаваме за ова диво животно кое што нели скришно, тајно живее во шумата и се обедуваме да го доближиме до луѓето, да го неговиот живот, начинот, неговите потреби всушност за да можеме да разбереме зошто е важно да ги цениме дивите видови. Од друга страна следиме птици. Сега оваа година значи потврдивме со колегите од Бугарија, значи неминовна и она трансгранична комуникација или соработка, каде што партнерски со другите организации од Бугарија, Грција, Албанија соработуваме, разменуваме информации и всушност се потврди црниот мршојадец кој што од 2004 не беше забележан во Македонија, повремено се појавува и ние со телеметрија, односно со GPS уреди кои што се поставени на птиците или со прстенувани птици, можеме да всушност видиме каде и како се движат дивите животни, зошто тоа го прават, дали се вознемирени, дали живеалиштата се нарушени и всушност да ги вратиме за да си го заземат она алка во синџирот на исхрана. Да речеме, мршојаците се вклучени во она рециклирање, да кажеме, нели, на умрените животни. Тие се хранат со изумрени животни, така да тие се чистачите на нашата територија. Ние треба да го знаеме ова за да всушност и цениме зошто треба да имаме вакви диви видови. И за крај, која е пораката која што сакате да ја пратите до гледачите, мајки предвид дека сите сме релевантен фактор и подеднакво треба да бидеме вклучени во заштита на целосната животна средина? Па најпрво како единки да внимаваат како се однесуваат во природата, да ја почитуваат природата, да научат повеќе за тоа, да се едноставно да се едуцираат или барем да проникнат кога сме и надвор, можеме да научиме многу од природата, така ќе можеме да ја цениме природата, да бидат активисти доколку забележат некое некоректно однесување или користење на природни ресурси, тоа да го пријават. На тој начин можеме да направиме притисок или да ги мотивираме или ангажираме властите да покоректно се однесуваат и тие кон користењето на природните ресурси. Благодарам, Деспина, за гостувањето во Македонија наутро. Во неколку наврати го споменавте Националниот парк Пелистар, па ајде да одиме таму. Може со слика и тоа. Ние имаме колишката Александра Максимовска на второто линковско вклучување,